Почитувани присутни, добар ден на сите. Ви благодарам за присуството. Присутни се 11 советници и констатирам дека советот го има потребното мнозинство за одлучување. Благодарност исто така и до представниците од ПРО Локал за присуството на седницата. Согласно член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, јас викувам 10-тата седница на Советот на општина Могила, што ќе се одржи денес на ден 15.3.2022 година. Го предлагам следниот дневен ред. Усвојување на записникот од 8-та седница на Советот на општина Могила, одржана на ден 14.2.2022 година, и 9-тата вонредна седница на Советот на општина Могила, одржана на ден 24.2.2022 година. Точка 1. Предлог одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Могила за извештајниот период за квартал од 1.1.2021 година до 31.12.2021 година. Точка 2. Предлог одлука за усвојување на завршна сметка на буџетот на општина Могила за 2021 година. Точка 3. Предлог одлука за усвојување на годишен извештај на општина Могила за 2021 година. Точка 4. Предлог одлука за усвојување на завршна сметка на ЈКП Пела Хигиена општина Могила за 2021 година. Точка 5. Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за работата на ЈКП Пела Хигиена општина Битола за 2021 година. Точка 6. Предлог одлука за усвојување на завршна сметка на Основно училиште Гоце Делчев село Могила за 2021 година. Точка 7. Предлог одлука за усвојување на завршна сметка на Основно училиште Кочо Рацин село Ивањевци за 2021 година. Точка 8. Предлог одлука за усвојување на завршна сметка на Основно училиште Браќа Миладиновци село Добрушево за 2021 година. Точка 9. Предлог одлука за избор на представник во училишен одбор во Основно училиште Гоце Делчев село Могила. Точка 10. Предлог одлука за измена и дополнување на одлуката за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Могила и општина Новаци. Точка 11. Предлог одлука за ставање вон сила на одлуката број 08/882/11 од 29.12.2021 година за формирање на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот на територијата на општина Могила. Исто така, предлагам дополнување на дневниот ред со уште 4 нови точки. Предлог решение, точка 12, предлог решение за разрешување и именување на член во управен одбор во меѓуопштинско јавно предпријатие Пела Линк Битола. Точка 2. Предлог решение за разрешување и именување на член во управен одбор во ЈЗУ Здравствен дом Доктор Хаим Абравангел Битола. Точка 14. Предлог програма и предлог проекти на општина Могила за управување со животната средина, и точка 15. Предлог одлука за согласност за кофинансирање. Дали некој друг бара измена или дополнување на дневниот ред? Доколку никој не бара, ги ставам на гласање 4 точки. Ги ставам на гласање 4 точки за дополнување со дневниот ред. Кој е за? Усвоена одлуката едногласно. Вака изменетиот дневен ред го ставам на гласање. Кој е за? Дневниот ред е усвоен едногласно. Пред да преминеме на првата точка, ќе им дадеме предност на представниците од ПРО Локал. Значи, да, се извинувам. Најпрво ги ставам на усвојување записниците од 8-та и 9-тата седница. Дали некој има забелешки на истите? Доколку нема забелешки, кој е за? Записниците се усвоени едногласно. Сега имаме барање од Сдруженијето на граѓани за напредување на развојните процеси ПРО Локал Битола за кофинансирање во износ од 150.000 денари средства кои што ќе бидат обезбедени од буџетот на општина Могила за 2022 година за реализација на проектот Фитнес на отворено во вредност од 260.834 денари. Сега проектот ќе го образложи представник од ПРО Локал.
вели Снежана. Добар ден на сите. Јас сум Снежана Пивковска, представник од ProLocal, проектот кој го водиме еве активно неколку месеци. Проектот е познат како зајакнување на младите од Пелагонија. Во овој проект се вклучени 7 општини и 10 здруженија. Овој проект главен носител е ProLocal од Битола, а е поддржан од амбасадата на Кралството Холандија. Со овој проект ние младите научивме како да стекнеме самодоверба, нашите капацитети да бидат зголемени во донесување на одлуките заедно со општината. Исто така, на нашите состаноци, на нашите активности со овој проект, научивме како владае правото и како можеме активно да бидеме вклучени во донесувањето одлуките на Советот заедно со општината и нашиот градоначелник. Во неколку наврати на нашите состаноци разговаравме на различни теми кои да бидат идеите и што е она што му треба на младите во Могила. Доколку се запрашам, сигурно ќе речеме дека Могила има каде да седат младите, имаме парков, има се, но фали нешто што ќе го поттикне здравиот начин на живот. Имавме неколку идеи, од каде што се одлучивме за идејата за фитнес на отворено. Проектот го финансира поголемиот дел од износот на проектот. Исто така побаравме од општината да биде финансиран. Најмала вредност беше 1000 евра, но општината предложи да биде финансиран од 150.000 денари. Многу сме благодарни за тоа. Исто така, овој фитнес центар на отворено ќе опфаќа неколку справи кои ќе бидат поставени на ниво на општина Могила. За локацијата се одлучивме тоа да биде село Могила. Беше разговарано за неколку локации, но поради некои причини се одлучивме тоа да биде во веќе постоечкиот парк Кајалчевци. Со вклучување на овие неколку справи, младите ќе можат да воведат здрав начин на живот. Исто така, социјализацијата ќе биде на еден нов начин, односно без мобилни телефони и лаптопи, како што се научени младите моментално сега. Ќе се поттикне здравиот начин на живот. Кои се главните цели што ги предлага овој проект? Главните цели ќе бидат вклучување на младите во различни спортски активности кои ќе ги предлагаат младите. Исто така ќе се одржуваат во склоп со училиштата, ќе дадеме предлог нивните часови по спортско образование да бидат на отворено на нашиот фитнес центар. Исто така може да се воведуваат еднаш месечно како тренери за вежбање на младите, исто така може да се вклучат и сите оние кои се чувствуваат млади. Мислам дека е тоа. Ако има некое прашање, слободно нека праша. Јас сакам да прашам малце подетално да ни кажете, се ви рековте неколку справи. Колку место прво ќе види тоа, дали ќе види заградено, нема да биде заградено, ќе има натре нешто, чешма, фонтана, трева, бекатон, колку справи од прилика. И јас ова го имам барано уште во претходниот мандат да биде исто финансирано со средства од Скопска пивара, како што е Битола до стадионот големиот, исто до стадионот кај што е Сламата. Значи јас го барав ова на седница овде. Овој проект, значи тој е добар проект. Нема проблем за овие средствата, значи дали ќе се дадат во кризно време или нема да се дадат, значи јас сум за тој проект да биде. Само сакам малце да видам се подетално нешто за планов, колку справи, пример 5-6 справи, 4 ќе има ова нешто, што е тоа натре, што ги имате вие планирано? Значи, мислам дека скоро сите го имаме видено фитнес центарот во Битола кај Ќумурно што е. Добро знаете како е поставен и со колку справи. Поради финансирањето ќе бидат обезбедени од 4 до 5 справи. Како што кажавте, подлогата ќе биде бекатон, каде што е веќе обезбедена во паркот на Алчевци. И мислам дека тоа е најдобрата подлога, бидејќи во временски услови нема да биде возможно, доколку претходниот ден имаме дожд, наредниот ден и останатите 3-4 дена нема да биде возможно да се оди на тој фитнес центар. Во паркот кај Алчевци мислам дека е поставена водна инсталација, така да сигурно ќе има вода за пиење и тоа е тоа. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, благодарам. Благодарам јас на сите. Благодарам до младите кои учествуваа во овој проект, до координаторот Никола.
Сега предлог одлука за согласно за кофинансирање ја ставам на гласање. Кој е за? Одлуката е усвоена едногласно. Точка 1. Или почекаме? Така да. Поради да заштедиме на времето, најпрво ќе ги ставиме на гласање точките 6, 7 и 8 за усвојување на завршните сметки на основните училишта во општината, за да можеме да ги ослободиме директорките, а потоа ќе продолжиме со другите точки, дали имаме согласност од сите советници. Благодарам. Точка 6. Предлог одлука за усвојување на завршна сметка на основно училиште Гоце Делчев, село Могила за 2021 година. Ја поканувам директорката, ако може да ја образложи прво сметка. Повелете. Бидејќи прв пат се гледаме во оваа улога, јас сум Костовска Лиљана, ВД директор на Гоце Делчев Могила. Пред да почнем со презентација, сакам да кажам дека завршената сметка во целост беше пред моето назначување за ВД директор, но ќе презентирам, бидејќи кај нас на училишен одбор помина сега во март. Нашето училиште работеше со 4 сметки изминатата година, 903 сметката за наменски дотации, 787 самофинансирачката сметка, 603 буџетска наменска и 785 сметката за Еразмус. Што се однесува до 903, таа е сметката на која стигат блок дотациите во нашето училиште, значи за основни плати исплатени се минатата година 7.908.386 денари, за придонеси 3.075.672 денари. Исто така за комунални услуги 483.399 денари, за материјали и ситен инвентар 59.961 денар и други тековни расходи 9.916 денар или вкупно 11.537.314 денари. Тоа се средства кои што дошле на нашата сметка и се исплатиле, бидејќи оваа сметка завршува со 0 денари секогаш. Што се однесува до 787 сметката, нашето училиште има приходи на неа, бидејќи тука влегуваат приходите од салата, од спортската сала. Минатата година вкупно приход имало 134.924 денари. Од нив потрошени се 118.564 денари. Потрошени се вака: за комунални услуги, грејење и транспорт 53.595, од нив близко 40.000 за струја, 13.000 за вода и канализација и 220 денари за ѓубретарина. За материјали и ситен инвентар 9.160 денари, од кои што 1.200 за канцелариски материјал и 7.900 за средства за хигиена. Поправки и тековно одржување 19.445 денари, од кои одржување на згради 8.000, дезинфекција, дезинсекција, дератизација 3.500 и поправки и одржување на машини 7.455 денари, договорни услуги 23.722 денари потрошени
и други тековни расходи, односно огласите, 12.642 денари. Околу 15.000 се префрлени, сметката завршена е, значи со 15.000 денари, кои што се префрлени за оваа година. 603 е буџетската наменска сметка и на неа се добиени 29.200 од проектот за меѓуетничка интеграција на образованието. Тие се пари дојдени и потрошени, со нив е земена смарт табла за училиштето. И сметката 785 е нашата наменска сметка за Еразмус проектот кој што се одвива во моментот и ќе се одвива до 2023 ќе заврши, значи тој крајно. Беше првата мобилност ова за Словачка и се потрошени 199.642 во кои авионски карти и превоз за таа мобилност, а сите наредни мобилности 3 или 4 ќе се оваа година и 2023 уште 2. Тој не проект во соработка со уште 5 земји: Турција, Словачка, Романија, Бугарија и Италија. И од наредните мобилности ќе бидат вклучени и деца. Тоа е она што имам јас да го кажам. Ако ви интересира нешто, слободно колку што можам да се снајдам. Прашав за сите ставки, значи информирана сум. Ако нешто ви интересира, ќе ви кажам. Дали некој има прашања? Јас сакав да прашам само за приходите. Што се закупнина од објекти 128.700 денари? Дали се сите тие од салата? Сите се од салата. Да, а начинот на кој што се трошат тие се утврдуваат приоритети, значи ако е нешто приоритет, например во овој момент сега имавме околу, значи не можеме да располагаме со сите нив. Отворени се одредени ставки, најчесто 427 е отворено, од кај што можат да се излези во пресред, да се плати некоја струја, вода или канализација, да не закочи работата. Сега имавме, например, можност да користиме само 20.000 од тоа на 427. И за да не настани застој, баш сега плативме една струја, бидејќи сега во овој момент се струите поголеми и со две може да се исклучи струјата, за да не дојдеме во таква ситуација, подобро да ја платиме сега струјата, отколку да исклучуват па да не работи ни парно ни ништо во училиште. Во летото ќе намалат струите, па ќе немаме ни потреба од такво нешто. Значи и нив кај ќе плаќаме, ни ги отвора општината. Јасмина, значи ги отвора на кои ставки можеме да платиме. И најчесто се на 427 и за огласи, бидејќи огласите немаат кај да поменат. Благодарам. Дали друг има прашања? Доколку никој нема прашање, ви благодарам. Точка 6. Предлог одлука за усвојување на завршна сметка на основно училиште. Да ставиш на гласање петото? Петото треба да ставиш на гласање? Не. Не стави на гласање? Не, дали го цело... Точка 6. Предлог одлука за усвојување на завршна сметка на основно училиште Гоце Делчев, село Могила за 2021 година. Да се изгласа само. Јас ставам на гласање. Кој е за? Предлог одлуката е усвоена едногласно. Точка 7. Предлог одлука за усвојување на завршна сметка на основно училиште Кочо Рацин, село Ивањевци за 2021 година. Повелете. Добар ден на сите. Јас сум Слободанка Тасевска, директор на Основно училиште Кочо Рацин, село Ивањевци. Нашето училиште располага со едно централно училиште и 5 подрачни училиште со вкупен број на ученици од 163. Нашето училиште располага само со 2 сметки, од која една е блок-дотацијата 603 и една е собствената сметка. На сметката 603 вкупно за плати се пуштени 17.059.660 денари, од кои во основни плати се потрошени 10.878 денари и понатаму, ако сака да ви читам, имате сите персонален данок, здравствено осигурување, ПИО и така натаму, од кои значи се потрошени тие пари. Понатаму имаме комунални услуги и такси. За електрична енергија потрошени се 262.748,
течни горива, нафта 408-174.000, други материјали и грејење, тука имавме пелети, противпожарни апарати, порачено 54.000, потоа имавме канцелариски материјали за 2021 од 16.000, средства за одржување на хигиената 10.159 денари, ситен инвентар, знаете тука канцелариски материјали, што се 45.000 и други материјали 8.809 денари, односно вкупно од 17.694 денари, колку што се пуштени, толку се потрошени за овие сметки, за овие трошоци што ги имаме во училиштето. И уштената сметка, собствената сметка, како што се викаме ние, или сметката 787, ние немаме некакви приходи, освен приходи што имаме од некоја провизија од осигурување на децата, по 10 денари што ни ги префрлат, имаме 1660 денари, 1600 беше и некои денари имаме од давање на дупликат свидетелства, и вкупна приход на ова сметка не беше 10.069 денари, со префрлување на останати пари од 2020 година од 8.409 денари. Моментално сметката е во позитива, значи на 2.349 денари. Други пари на ова сметка ние немаме. Значи немаме од каде да имаме други приходи, приходите се тие. Повелете ако имате нешто прашање. Дали некој бара збор? Добро, јас имам едно прашање. На кој начин ги покривате сметките за струја, палети, грејење, гориво? Од благодатацијата на 603 сметка. Еве, електрична енергија, со ставка 110 имаме. Добре, имам друго прашање. Зошто во Ивањевци на кој начин се изгуби работното место за секретар? Работното место за секретар се изгуби негде од 2017 година. Точно, прецизно да кажам, не знам, пошто не бев тогаш, но сепак, како што разработив таа тема, бидејќи изгубено работното место и знаете дека тешко да се работи ве година и пол дена, работиме без секретар, без благајник, а еден правен субјект да работи без ништо, само со еден директор, мислам е многу тешко, но некако се снаоѓаме до сега. А иначе местото како секретар, колку што јас разбрав, значи тоа беше ослободено по основ на смрт на претходната благајничка, што беше со средно образование. Потоа се прими незината ќерка, бидејќи беше таа самохрана мајка, од некоја хуманитарна гледна точка, чупедо беше примено, работеше, но тука се направи можда некој пропуст, бидејќи можеше да работи само 2 години, а ти продолжи и понатаму да работи, значи местото на таков начин се изгуби. А иначе план за работа. Сега момент само ќе ве прекинам, не ве разбрав како објавен е оглас од хуманитарна причина за вработување? Не беше објавено оглас. Се држеше чупето, се бараше начин да му се даде решение. Бидејќи беше то само, немаше ли родител, никој сама беше. Но местото се изгуби на тој начин. Ние баравме преку општина и од наше барање до Министерство за образование. Ево и да речем сега најпресно пред една недела се слушнавме дека до господја Верица, што е представник за секторот основно образование, што ние понатаму да направиме, дали да пуштаме нови документи за да го отвориме тоа работно место или не. Жената кажа убаво. И да пуштите нови документи, одговорот ќе биде негативен. Знаете зошто? Затоа што имаме преголема превработеност. А условите се такви кај нас. Знаете, рурална средина. Ево, ако спомнам сега Лоздан и Свети Тодор и така натаму, имаме истина мал број на ученици, ама ние ако го затвориме тоа училиште, дали некој родител ќе се согласи своето дете од 6 години од Лоздан и да го пушти во 7 сати на Сабајле, да се суди дома во 2 сата. 6 години дете. И затоа тие училишта обстануваат, иако им се со помал број на ученици. Се тука се влечат вистина средства, ние сме свесни за тоа. Ама решението не знам да го најдам. Вчера имав наставнички совет. На кој начин продолживте да функционирате? Како продолжи работата? Продолживме да функционираме со педагогот. Значи, педагогот што е во училиштето и уште се нафати дека да ја прави платата. Кога се замина чупето, што работеше платата, кога дојдов јас на местото, му кажав дека чупе повеќе место за тебе овде нема. Бидејќи
нарушено е се, местото е изгубено, кој тебе ќе те плаќа и чупето си замина. Проблем беше со платата, тука е почна да ја прави педагого, заедно одевме за време на COVID, да речам, по училишта да бараме начин, помош како да се изработи плата. Кога се работи со пари, знаете дека е одговорна работа. Еден денар, 2 денари грешка, може да имаме грешки негде во платата, се коригираме, правиме колку што можеше. Значи, успеа да научи да ја прави платата, со помош на другите благаници од другите училишта. Но, ако, мислам, таа се бараше дополнителни доплата да имаме тука. Со минатата градоначалничка, со устен договор, се договоривме со една формула најминимален додаток да има од 2890 денари, за да ја прави платата. Жената се нафати и ја правеше платата, но гледаме ситуацијата каква е, тешка е ситуацијата, блок дотацијата што се пушта во училиштата 99,9% е искористена само во плата, значи немаме од каде на друг начин да му се исплаќаат тие пари, се укине